Откажувањето на специјалното обвинителство од предметот пуч сведочи за нестручноста на Катица Јанева и немањето на капацитет на ова обвинителство да го истурка предметот до крај, велат адвокатите за ТВ Нова. Ова може да представува и основа за враќање на предметот во обвинителството за гонење на кривични дела поврзани со организираниот криминал. Познавачите велат дека во судската практика никогаш или многу ретко се случувало јавен обвинител да се повлече од вака голем предмет. И специјалната обвинителка Катица Јанева и Ленче Ристовска најавуваа дека се спремни за предметот пуч уште од минатата година, за на почетокот на оваа година да се откажат од предметот, велејќи дека имало нови докази кои биле контрадикторни со постоечките. И како што специјалната јавна обвинителка Катица Јанева наведе, истата е подготвена на покана на Советот на јавни обвинители и на Собранието да се јави таму и јавно да го презентира нашиот извештај. Што се однесува за прашањето за предметот пуч, точно е дека утре е закажана главната расправа, специјалната јавна обвинителка ќе присуства на главната расправа и текот на предметот не зависи само од нас, треба да има услови за отпочнување на главната расправа. Доколку тие услови се исполнети, се разбира, ние сме подготвени да започнеме со предметот пуч. Второ прашање. Немам изјава земена од господинот Зоран Заев. И уште еднаш ќе кажам, ќе го прашам обвинетиот Заев. Како е обвинетиот Заев во предметот пуч кога судот ќе го закаже предметот да се суди на 1 октомври. Официјален став на првиот опозиционер Зоран Заев се уште нема за откажувањето на СЈО од случајот пуч, исто како што аболицијата од тогашниот претседател Бранко Црвенковски за аферата Глобал, Заев не ја коментираше во јавноста. Аболицијата дадена од страна на претседателот Црвенковски, нема да ја коментирам во јавност. Тоа е сепак негово уставно и законско право. Зоран Заев, Зоран Верушевски и Ѓорѓе Лазаревски се товарат во случајот пуч за неовластено прислушување, насилство кон државните органи и загрозување на уставниот поредок на државата, дело кое првпат се открива во Република Македонија. Иако платената шарена револуција палеше, демолираше и ја напаѓаше полицијата, по аболицијата на претседателот Иванов, сепак останаа неми по ваквата, условно речено, аболиција на Заев од страна на специјалното јавно обвинителство.